Од островот Малиот Дајмит во Алјаска се гледа Русија. Ова е американска територија лоцирана 4 километри од рускиот остров Големиот Дајмит. Порано мали авиони сообраќале кон Малиот Дајмит во зима и слетувале на замрзнати писти. Мразот е се потенок изминативе години и единствено превозно средство сега се хеликоптерите. Поранешниот пилот од морнарицата Мајк Кутиба лета за Малиот Дајмит 2 пати неделно последните 8 години, ако дозволуваат временските услови. It is still out in the middle of nowhere. Многу оддалечено, големо растојание меѓу местата, нема ништо освен комарци. Имаме опрема за воредна состојба, храна за 8 дена, ако се најдеме оставени сами на себе. На Малиот Дајмит се наоѓа селото Иналик. Во 2018-та 80 луѓе живееле на 7 километри квадратни. Watch them 24/7, they watch 24/7. Меѓу островите во средината Беринговиот теснет се наоѓа границата меѓу САД и Русија. Ако преминете од Малиот Дајмит во Големиот Дајмит, кусото патешествие ве носи во друга временска зона или следниот ден, 21 час однапред. Но тоа не е препорачливо. We do get a warning, though. Добиваме предупредување, стрелаат во воздух. Животот на Малиот Дајмит одва е сменет изминативе неколку века. Нема патишта, автомобили, ниту канализација. Actually, you don't really need money in Diamond, if you live traditionally. Не ви требаат пари на Малиот Дајмит ако живеете по традиционални обичаи. Имате се освен кафе и шекер. Но се што ќе ловите е бесплатно. Милиони птици престојуваат на островот за време на летата. Во зима ловиме китови и поварни мечки. Пилотот Мајк Кутиба не се задржува долго на островот поради временските услови. На брзина ги остава на мирниците и заминува. Но и покрај кусата посета, Мајк и механичарот Сајмон се секогаш добре дојдени на малиот изолиран остров.